почитувани гледачи во вистинската телевизија Вистел и во емисијата Во потрага по вистинскиот збор, вечерашен гостин, односно гостинка, е Вања Изова Велева. Обично, кога ги представуваме писателите, ние кажуваме поет, прозаист, критичар, есеист, драмски автор и слично. Па и за Вања Изова Велева веднаш ќе кажеме дека првенствено таа е поет, односно поетеса. Па токму затоа и моето прво прашање ќе биде во врска со таа нејзина жанровска определеност. Зошто, Вања, вие се определивте токму најмногу првенствено за поезијата? Прво, благодарам што сум гостин вечерва. Мојата поврзаност со поезијата на некој начин е многу исконска и интересна, да не речам одинает. Кога ги направив првите обиди за пишување поезија, беа вака поголеми песни и сакав некој од реномираните поети сето ова да го прегледа и да ми даде една насока дали сум на вистинскиот пат или треба некаде да се сврти лево или десно. Да. По судни маки стасав до еден автор, нема сега да употребувам имиња, влегувам ја во канцеларијата на поетот и ме пречекува вака со некој ладен однос, а ја некој студент таму прва година, кога веќе се охрабрив да ја издадам првата стихозбирка. И со целиот тој ентузијазам влегуваш во тој свет, нели, еден чекор си направил, па чекаш дали ќе го продолжиш или ќе се вратиш назад, ме пречекува и сваќам дека тој воопшто и ги немаше прочитано моите песни. И тоа се случи во мигот додека јас бев таму. Ми ја зема од рака вака искуцаната на машина стихозбирка, ја разлиста и ми вика, вака ми ја фрли и вика, дете, ти преориентирај се на проза. Ти не си за поезија. Тоа ми беше најголемиот удар, а истовремено ме фати инает дека јас ќе докажам дека можам и во светот на поезијата да се појава. И отидов дома, ама буквално седнав и фатив да ја преработувам целата книга. Ако една песна беше една страна, јас ја направив да биде 10 стиха. И се така ја средив. Се случи 95-та да влезам во Друштво на писатели. И при првото изборно собрание, вака испоседнати сите, седам до истиот тој мој поет, кој што ми го даде ветерот во грб, на некој начин не сакајки. Да. И вака расположена го прашувам, добар ден, како сте, дали ме познавате? Како не те познавам, те знам. Ама се испостави дека не ме знае. И му се представив и ми беше тогаш најголемото задоволство затоа што го видов крикот на неговото лице и го подсетив на целата таа ситуација и му заблагодарив што всушност тоа е вистинската причина што јас во тој миг седам токму до него во Друштвото на писателите. Добро, ова анегдотите се нели вистински, тие не се измислени приказни, туку се реални случувања од животот. Уште еднаш кажува и укажува дека некои убави, добри нешта можат да се направат и одинаед. Но верувам дека определбата за поезијата не била само одинаед. Тоа се носеше. Да, туку дека сепак станува збор за една потреба која што авторот ја чувствува и ја понесува уште од своето детство, од најраната младост. Верувам и вие дека во вашата родна Струмица не случајно, дали од вашите родители или од вашите учители, наставници, сте ја засакале книгата, сте сакале да читате и сте се обиделе да пишувате. Па сакам малку да ми проговорите за влијанието на вашето семејство од една страна и од друга страна на просветата врз вашата одлука да се занимавате со литературно творештво.
Јас ја имав таа среќа да имам наставници по македонски јазик кои што навистина го негуваа македонскиот јазик и го потикнуваа тоа во нас да читаме, да осознаваме, да откриваме, да се развиваме. Тоа го имав. Но мислам дека најголемиот предизвик за да се одлучам јас за целиот тој свет да навлезе во мене и јас во него, беше кога во средношколските денови на замена на нашата веќе болна наставничка, тоест професорка, дојде млада и доста ентузијастичко расположена професорка која што часовите ги правеше многу креативни. Оставаше нашата експлозија од мисли да биде таа која што ќе ги исполнува овие ѕидови околу нас кои беа сиви од времето и ние како да бевме таа нова нишка која што се раѓаше во тој миг. И во тој момент таа жена воспостави една таква симбиоза меѓу нас, ги откри тие работи за кои ние не бевме свесни дека ги носиме. Посебно јас. Јас имав порив за пишување, но некако немав храброст тоа да го обелоденам, не бев доволно сигурна дали е добро. За да биде волјата на вистината поголема, со истата таа професорка беше на замена некои добри 6 месеци. Кога станав студент на Филолошкиот факултет на македонска книжевност, случајно низ ходниците во тоа трчање, нели, по испити, сретнувам еден познат лик и едноставно ми текнува дека тоа е личноста од која јас научив како да го сакам зборот. И пристапив, жената секако не ме препозна, но премногу се вознемери кога и кажав дека вие сте причината зашто јас сум овде. И женава почна да плаче. Тоа беше единственото, вика, признание што јас сум го добила за мојот труд. А за еден наставник, најголемо признание е кога ученикот ќе го видите како напредува или како тоа знае да го препознае и да го прифати дека е дар од некого. Значи, никој не се родил научен, секој од некого по нешто украдува, тоа го гради, го прави да биде во негов стил, да биде препознатив само тој по тоа, да не наликува на некој друг. А што се однесува до моите родители, ја имав максималната поддршка, посебно татко ми, кој што редовно ме подсетуваше дека е време веќе и за друга стихозбирка, за трета и така натаму. Посебно горди се на тоа дека еве од година на година се осознавам повеќе и има некои читатели кои што го препознаваат мојот стил на пишување и тоа е веќе една лична сатисфакција која што вреди да се жртвува делот и од времето и од живењето, а да бидете препознаени како автор. Ви благодарам за овој одговор, бидејќи не вративте малку во вашата родна Срубица, во вашето детство и вашата младост. Верувам дека ве задоиле и со приказни, и со стихови, и родителите, и другите членови на семејството, а се разбира подоцна и учителите и наставниците, но како и да е, вие се определувате и потоа продолжувате во Скопје, на Филолошкиот факултет, каде, како што велите вие пред малку, започнувате сериозно да се занимавате со литературата. Па ајде малку да проговориме за тие ваши студентски денови, за вашите умилени професори, за тоа колку и на кој начин тие влијаја врз таа ваша сериозна определба да ја чувствувате книжевноста, односно литературата, како дел од себе си и како нешто најбитно, најдраго и најсензитивно во вашата душа и срце. Вака, значи, ние бевме некоја генерација која започна да го движи тој круг и бевме точно на број 42 тројца. Ама како што минуваше времето, останавме некоја бројка од 20-тина. Природна селекција. Да, и бевме буквално како семејство. Функциониравме, дишевме заедно. Бевме тим кој што беше омилени на професорите. Живеевме буквално во факултетот. Од сабајле до вечер се испочитуваа сите часови, сите вежби и немаше момент кога чувствувате досада или залудно изгубено време. Во тој период и таа наша синхронизираност допринесе
да издадеме стихозбирки, јас и еден мој колега, истовремено, а во меѓувреме пак другите наши колеги беа инволвирани во донесување на поезијата пред публиката, со тоа што учествува во рецитирањето, направивме како да биде театарска представа, значи буквално се вложивме. Тогаш како асистент ни беше Венко Андоновски. Тој беше промотор на овие две наши книги и Виолета Пирузе. Спомнете го слободно и тој ваш колега, бидејќи кажувате две книги. Кој објави поетска Тони книга Аврамовски. тогаш? Тони Аврамовски. Значи со Тони Аврамовски. Од Гевгелија, да. Добро. Заедно ги објавивме, од негова јас моја, ама некако имавме симбиоза меѓу стиховите и се направи тој спој, така што во самиот хол на факултетот направивме една сцена, целата ограничена со со свеќи, и секој имаше свој момент кога и како го рецитира делот и како го восприема публиката. Беше доста добро примено тоа и некако како зародиш на мигот и идејата дека таму може да се случуваат и вакви нешта, произлезени од креативноста на студентите. Така што ние како таа легендарна група од 20-тина, како што сакаме да се наречеме, до ден денес комуницираме. Еве и колешката Славица Петреска, и она е моја колешка, и она е авторка на книги. Значи, дел од нас остана верни на таа традиција да се пројавуваме, кој во областа на поезијата, кој во областа на есеистиката. Значи, не има. Лидија Димковска исто е моја колешка, ама она беше во компаративна книжевност, но се случуваше да имаме некои заеднички предавања, така што бевме генерација која уживаше и живееше за зборот, го негуваше, па се надевам дека така ќе остане до крај. Убаво што го спомнавте Венко Андоновски, и јас верувам дека во оваа наша емисија често ќе се спомнува неговото име, бидејќи тој има влијание во македонската литература, не само со своето творештво, туку и како педагог, односно како професор. Веднаш да кажам дека и вие сте професор, и вие бевте директор на средното училиште, односно гимназијата во Струмица, и сигурно знаете, и пред малку за тоа говоревте, дека е многу битно, дури би рекол и пресудно влијанието на педагошките работници за да ја сакаат или да не ја сакаат книгата, читањето и пишувањето. И во таа смисла сакам едно мало подпрашање. Дали под вашиот капут, да не речем шинел, излегоа и некои млади автори од Струмица, бидејќи убаво пред малку рековте и Венко Андоновски влијае врз вас, сигурно и вие сте влијаеле врз младите автори кои што туку се пројавувале, бидејќи да не ја заборавиме. Струмица е еден од културните и книжевните центри во нашава држава. Па има ли во Струмица, да ги спомнеме, не само млади, туку и сега активни писатели со кои што вие комуницирате, бидејќи знам дека и се организираат таму и манифестации, посебно во летниот период, книжевни манифестации. И сакам малку да проговорите и за вашето учество во креирањето на тие книжевни настани манифестации, но и таа поддршка, таа помош на младите автори. Вака, мене од секојаш ме бил животен мотив, кога од мене ќе се побара помош, тоа да го правам буквално несебично. Да, сум имала многу ученици кои што пројавиле желба за пишување, но никогаш не сум се осудила тоа да го направам на тој начин како што јас тоа го поминав. Ама не ни премолчувам некои работи за кои сметам дека треба да бидат укажани. И на крајот на денот тоа излегува така добронамерно и сите овие сугестии се прифатени од страна на овие деца, да ги наречам, кои што се пројавуваат во светот на поезијата.
Струмица е расадник на автори, не има премногу и за тоа сум посебна горда. Не премногу, доволно ве има. Па не има доволно, ама има и некои, например, нови лица кои што ги откриваме, кои што ги праваат првите чекори и за кои сега е времето да се слушне за нив. Затоа и се одлучив да го правам тоа поетско читање во времето на Open Fest Струмица. Секоја година канам некој гост, каде што имаме портрет на тој гост со читање на неговото творештво. Меѓу поетите кои би сакала да ги издвоим и кои во мигот би можеле да ми текнат, да не се налутат другите ако не го слушнат името, го имате Никола Маџиров, кој веќе светски познат. Да, етаблиран автор. Ја имате Сузана Мицева, го имате Митко Гогов, имате Ана Витанова Ригачева, добро, она е веќе повеќе во прозниот дел, Ѓорги Калајџиев, еден од многу познатите. Никола Сарајлија. Ете, гледате. Киро Донев. Тоа ви е веќе еден расадник. Иван Котев и други. Да, Иван Котев и Киро Донев, ви се легендите. Бардови, околу кои буквално сите можеме само да учиме, да го украдеме тоа нивното минато за да се само едно мало подсетување. Од вашиот крај од Струмица потекнуваат и Васе Манчев, и Георги Барбаровски, Иван Василевски и на вистина Струмица, сосема сте во право, е расадник на писатели. Да. И тоа е мотивација повеќе секој од нас да се обидува да достигне некое ниво, да се задржи таму. Еве Ице Беличев, вие ново име, кое што навистина прекрасно се реализира веќе во таа област. Не има многу. Ние дури направивме еден обид, тоа пред 20 години, да направиме едно друштво и го нарековме Рака. Рака затоа што символизираше пишувањето. Какво ви е раце во нашата емисија? Ама нашава беше вака некако. Добро. Раката символизираше тоа поврзување меѓу нас и идејата ни беше буквално да правиме вакви собири, каде што на младите ки му кажуваме на кој начин да се пројавуваат во областа на поезијата, како да го градат стихот. Значи, Совето давно некако изгледаше се тоа, а при тоа се наоѓаа моменти каде што ќе седнеме, ќе исчитаме нешто од творештвото, па меѓусебно ќе си даваме критика дали е добро, дали треба да се промени нешто или да продолжи. Во тој миг, додека се создаваше поезијата, се црта слики и бевме еден мал круг на уметноста, но некако тоа многу малку траеше, бидејќи животниот порив не однесе на различни страни, кој отиде на факултет, кој фатија по други држави и некако згасна ова работа, но се уште сеќавањето постои. Добро, ми се допаѓа таа ваша иницијатива, посебно името на таа група, Рака, бидејќи раката е само трансмисија на главата, на мислата, на желбата нешто да се направи, се создаде и верувам дека независно и од таа група, вие сите индивидуално продолжувате да се ракувате, односно продолжувате да создавате. Во 1993 година вие ја објавувате вашата прва поетска книга Вентил во постоењето. Веднаш да кажам дека можне се необични насловите на вашите книги и јас еве ќе искористам оваа прилика па да ги прочитам. Значи, Вентил во постоењето во 1993-та, Смртта на рибата во 1995-та, Зашиени грла во 1997-та, Правта не зборува во 2002 година, Плач во кутија во 2007 година, Бездна угоре во 2010 година, Позајмена прашина во 2013 година, Безмалку во 2016 година и Чекор по жица во 2018 година, но тука има уште една книга, а таа книга се вика Место за бегство,
Да. за која што вие ја добивте и значајната награда на Друштвото на писателите на Македонија Даница Ручигај. Токму денеска е распишан конкурсот за наградата Даница Ручигај за книги објавени во ова година, а вие сте минатогодишна добитничка. Па сакам малку вака да протрчате, не само преку насловите, бидејќи јас тоа го направив, да протрчате низ овој ваш поетски опус и нешто повеќе да ни кажете за вашата најнова книга Место за бегство, за која што бевте наградени, овенчани со високата награда Даница Ручигај. Вака, многу е важно, барем според мене, книгата со насловот да остава трага и сметам дека кога се наоѓате во книжара или било каде, првото нешто што ќе ве привлече кон книгата е токму наслов. Апсолутно. Или корицата. Или корицата. Дизајнот. Се почнува од таму. Така. Ако вие доволно го мотивирате читателот со насловот, можеби ќе најде нешто интересно и во содржината што ќе прочита. Кога ги обликувам, формирам, градам книгите, секогаш внимавам насловот да ми се провеува низ целото творештво во конкретната книга и целата приказна да се ткае токму околу насловот. Еве, Плач во кутија, буквално имате цел циклус за кутиите. За прашина имате во секој можен сегмент во живењето каде ќе ја најдете прашината. Тоа може би е измачувачки, но на крајот се прави некоја целина и вие сте свесни што сакате да пренесете преку сето ова. Иако не е во буквална смисла, нели, прашината, никогаш не сум ја гледала како прашинка за да пишувам за неа, токму таа символика што се крие за тоа. Место за бегство е она последното мое творештво, како што кажавте и наградено со Даница Ручигај, е токму тој внатрешен порив што се јавува со текот на годините. Времето кога сакате да се вратите назад, да го проживеете најубавиот миг во живењето, тоа е детството. Јас се уште не можам да се ослободам од минатото и од убавите мигови што ги живеев како дете. И сакав ова да го овековечам, да го најдам тој психички баланс и мир, дека само таму сме сигурни, бидејќи знаеме што сме поминале. Иднината е секојаш несигурна, иднината е таа која што не мотивира да одиме понатаму, не значи дека треба да не плаши, но сигурно е кога знаеме што сме поминале. Тоа е некоја животна филозофија која што ме води. Наградата посебно ми значеше, оти оваа книга некако премногу интимно ја сметав, и ја сметам се уште, а посебно дека е женски лик кој што наградува женско писмо. Женско писмо. Некако не има премалку. Да. Еве и прокоментиравме кога одеше шпицата, само Светлана Јоцик ја гледав под зидовите. Малку се Инаку Светлана Христова Јоцик е мајката на мојата поезија. Јас тоа така сакам да го наречам, затоа што она беше жената која што ме туркаше во тој свет. И вие бевте лично многу блиски бевте. Да. Постоеше на интима што постојано ве поврзуваше. Да, буквално пријатели, иако годините беа, нели, голема разлика имавме во годините, но сепак знаевме да најдеме нешто заедничко. Наградите секогаш се добре дојдени. Лошо е ако сметаме дека наградените автори се само оние кои што вредат, затоа што наградите на крајот на денот и не мора да значат дека се вреднува квалитетот, но ова посебно ми значи бидејќи има емоција внатре. Бидејќи за ова награда се крие приказна. Да. И тоа ми значеше многу, затоа што и јас имав сопствена приказна и кога две приказни се најдоа на едно место, се вроди таа награда. За нашите гледачи, само едно мало подсетување. Даница Ручигај е една од првите современи македонски поетеси, која што за жал трагично завршува во Скопскиот земјотрес. Да. И убаво е што Друштвото на писателите на Македонија го продолжува овој спомен кон неа и
Оваа награда навистина е значајна затоа што го валоризира пред се, значи главно женското писмо, значи творештвото на авторките, на жените поетеси, членки на Друштвото на писателите на Македонија. Самиот наслов, место за бегство, е провокативен. Јас лично не би сакал нашата држава да стане место за бегство, но место за бегство има во секое населено место, сеедно дали е тоа рурална средина или град. И сакам само да ве вратам малку, уште малку, кон таа ваша книга Место за бегство, бидејќи вие имавте една прекрасна, би рекол изворедна промоција, која што се одржа во Скопје, на еден дотогаш не многу исползуван, искористен простор во трговскиот центар во Скопје, најгоре, покрај зеленилото и клупите, имавте една презентација на поезијата, но на еден посовремен начин. Со видео бим и многумина кои што беа присутни на таа ваша промоција, рекоа дека по таа промоција со задоволство ја прочитале вашата книга, бидејќи дел од таа книга, песните, претходно ги слушнаа преку актерската изведба. И навистина, моето прашање сега е токму во врска со тоа. Како треба да се презентира поезијата, како да стане поблиска до читателите. Ние денес папагалски повторуваме, не се чита поезијата, се чита прозата. Не е точно тоа. Тој што чита, чита и поезија и проза. Тој што не чита, не чита ни едно ни друго. Но, поезијата е есенција, поезијата треба да се чита трпеливо, студиозно, а не со прелистување на прескок. Значи, уште еднаш ве потсетувам на прашањето, како денеска поезијата да стане уште поблиска до читателите, до граѓаните, бидејќи токму денес најмногу на луѓето им недостасува поезија. Некако како да исчезнува духовното наспроти материјалното. Факт е дека се изгубивме, се помалку не има, барем тоа што треба да биде од нас. Јас имам едно размислување во однос на тоа како треба да се донесе поезијата. Да, се чита, но како треба да се донесе. Сите мои книги на истиот начин се промовирани. Секогаш барам, како да ви кажам, поинтересен пристап за да може да допрам до публиката. Од секоја сум била свесна дека меѓу сите оние луѓе кои што ќе дојдат на мојата промоција, не сите се љубители на пишаниот збор, туку дошле од некоја си почит и ред други работи. И сега, кога вие веќе сте го донеле тој човек и сте му одзеле дел од неговото време, барем да му биде должни сте привлечно, убаво. Да, должни сте да му возможите за возврат да ужива во тој миг. И сега, размислувајќи како тоа да го направам, се решив на потешкиот начин. Ова е навистина голема организација, заради тоа што, како прво најосновно, потребни ви се лица кои што ќе знаат да ја прочитат и донесат поезијата. Да го имат тој радиофоничен глас. Многу пати одиме во студио, во Радио Струмица, имаме студио таму, Горан Кукич, негово е студиото и тој секојаш ми излегува во пресред. И кога одиме на снимање, јас знам и да ги вратам понекогаш дека не ми ја донеле така песната како што јас. Не ја доловиле како што треба. Ама многу ретко е тоа, затоа што се они многу искусни во сето ова и навистина сум многу благодарна, бидејќи знаат како треба тоа да изгледа. Во меѓувреме, додека јас нив прво сум ги организирала, барам за секоја песна посебно музика.
таа музика мора да се одвестува на тематската содржина што е опфаќам во конкретната песна. И тоа во студио после се синхронизира заедно. Музика наспрема текст. Откако ова е готово, на целата оваа компилација вие барате слики, за да можете тоа и визуелно да го представите. И овие 3 во едно работа е вистинското уживање што вие му го нудите на присутниот, за да може да ја доживее поезијата така како што вие сте сакале да ја пренесете и да може да остане трага и да се сеќава на мигот кога барем некоја мелодија после кога ќе иде некаде и ќе ја слушне истата мелодија, ќе го асоцира и на вашата песна. Точно дека е тешко да се направи, ама не е невозможно. И ве исполнува едноставно. Имате после еден готов материјал кој што стои во архивата на вашето работење и знаете дека сте сработиле нешто и сте оставиле трага. Апсолутно, сосема сте во право. Јас бев лично присутен на таа ваша промоција на наградената книга Место за бегство и можам да ви кажам дека не таа вечер, туку и многу подоцна и членовите на моето семејство се насладуваа колку во читањето на песните од книгата, толку и во евоцирањето на скорешните брзи спомени од самата промоција, бидејќи компаративно се споредуваше впечатокот од читањето на текстот и од слушањето на изговорените стихови. Да. Така, дел од тие песни за вашата баба, за шеќерот, се уште се присутни во нашата меморија и веднаш да кажеме дека и на поетските фестивали, како што се и Срушките вечери, обично доаѓаат учесници, гости од целиот свет, поминуваат илјадници километри за да прочитаат една или две, најмногу 3 песни, и сигурно им е тешко да одберат кои песни ќе ги прочитаат авторите. Ние постојано се соочуваме со тоа, но ако ги одберат добро тие песни, како што беше, например, еден од поновите случаи, песната за лебот од Љубомир Левчев, ако публиката ја доживее таа песна како своја, таа песна станува вечна, станува бесмртна. Па дали сега Вања Изова Велева пишува нови песни, се навраќа на детството и младоста, или тие се од ова совремие, овдешно, скопско, бидејќи Вања Изова Велева сега е тука во Скопје, работи во Скопје, ќе ни откриете ли дел од таа ваша најнова творечка поетска лабораторија? Вака минатото помина, доаѓа реалноста, доаѓа сегашноста. Како некоја скриена нишка низ целото моје творештво е потребата да се пронајде човекот. Некако диогенски одам низ целата оваа приказна. И морам да признам, се уште го барам. Колку што одминува времето, колку што наоѓаме изговори, зошто сме се променили и зошто сме се изгубиле, толку повеќе расте тој порив на разочарување во мене, затоа што се плашам дека многу повеќе време ќе изгубам барајќи го човекот, а со оглед на тоа што ги барам другите, можно е да се изгубам себе си. И сега во тој лавиринт на себе пронаоѓање или губење на другите околу тебе, се обидувам да ја направам новата стихозбирка, да ја дадам некој посовремен белег, затоа што ако се навратам на минатото, ќе наликувам на место за бегство, а сега треба да одиме чекор понатаму. Имав чекор по жица, сега е некој чекор понатаму, насловот се уште не ми е концепиран у глава, а прво растам со насловот, па после создавам книга или обратно. Ми се случувало да ја напишам книгата, а да немам наслов. Токму тоа сакав да ве прашам пред малку кога ги читав насловите на вашите книги. Има автори кои што прво го имаат насловот, а потоа ја создаваат книгата, или обратно.
ги имаат песните, го имаат целиот корпус и на крајот им е многу тешко да го изберат насловот. Сум била и таму Нели? и таму. Тие се двојни маки, двојни авторски маки. Сум била и таму и таму, да. Значи вие сега сте во која мака? Ги имате песните па го барате насловот или обратно? Не, го барам насловот. Значи ги имате творбите, ги имате песните. Завршивте постдипломски студии, магистар сте на културолошки науки. Да. Денеска културологијата е безмалку секаде, во сите сфери, би рекол дури во сите пори од уметноста, од творештвото, па и од животот. Сакам да ве прашам, дали културологијата го доби своето заслужено место кај нас или се уште тешко го пробива својот пат? Сите што завршија културолошки науки на Институтот за литература во Скопје, мислам дека веќе не се истите личности, односно се збогатени со многу нови познавања и знаења и всушност основната, есенцијална мисла која што преовладува на овие студии, дека културологијата ги опфаќа и навлегува во сите човекови сфери. А што е култура? Култура е негување, култура е нега, нешто што треба да се култивира. Па сакав малку и за овој сегмент од вашите постдипломски студии да проговорите. Вака, Институтот за македонска книжевност за мене беше ново поглавје во животот. Таму пораснав во смисла духовно. Пораснав духовно затоа што открив еден друг дел од себе кој што заради некои икс причини бил изоставен. Да. Затоа што секогаш сме сметале дека еве со завршувањето на факултет сме заокружиле еден дел од нашиот живот и дека тоа е сосема доволно. Но некако го чувствував тој порив да идам понатаму. Лорета Ѓорѓевска беше мојот ментор и жена змај, како што сакам да кажам, бидејќи змеј. Сакаше да го извади оно што го нема од тебе. Да. Буквално го бараше. Да. И најневозможното за да стане возможно. Да. Јас се заглавив во една тема жена и камен. И упорно сакав да одам до крај со оваа тема во истражувањето, иако Лорета знаеше да ме предупреди дека ова е многу минско поле и има многу малку широка материјал, тема, тема, вечна тема, не можеш исконска тема. Не ќе идеме до крај. Па мислам дека направивме нешто. Остана така интересно, повторно насловот Жената и каменот асоцира на многу нешта, навлегува во многу сфери и мислам дека оттаму сите генерации кои што излегуваат препородени, некако како некоја аура да се создава, како повторно да навлегувате во светот кој што од неодамно сте го оставиле зад вас. Зборам за студиите. И сега вие повторно се реинкарнирате, одите во некој нов свет, а всушност се ваш свет. Апсолутно. Тоа. Убаво што го подвлековте тоа, таму станувате всушност свесен за она што сте, а можеби не сте доволно свесни во тој миг дека вие таму припаѓате и вие сте тоа. Но го допревме следното прашање, а тоа е дека не сте само поет, туку сте и есеист и прозаист, но и пишувате сценарија за краткометражни филмови, па и синопсиси за, односно драмски текстови за представи. Ајде едно по едно. Најпрвин кажавме нешто повеќе за Жената и каменот, тоа е вашиот магистерски труд, па да проговориме малку и за овие други ваши книги, за прозата, за филмското сценарио и за драмскиот текст.
Кажете ни нешто повеќе. Се вака, филмското сценарио за документарен филм стануваше збор. Во Струмица имаше 2 локални телевизии и додека работев јас во една од нив, се создаде таа идеја да се направи документарен филм за Дојран. Бидејќи јас имам некои дојрански корени, тоа посебно ме мотивираше. Одевме на лице место, истражувавме. Беше навистина интересно ново искуство, бидејќи истовремено додека јас создавав, учев од оние кои што беа околу мене, камермани и ред други луѓе кои што бевме како тим ангажирани за таа работа. И излезе еден интересен проект, се движеше по телевизиите, не знам до каде и како заврши. А што се однесува до овие драмолетка е ова мала интересна драма, целата напишена во Рима за деца. Ова го направив кога бев наставник во едно основно училиште и ме мотивираше фактот дека тие ученици, додека работев на село, нема уште доживеено театарска представа. И решивме да направиме куклена театарска представа и јас морав да напишам текст. И сето тоа добро се искомбинира со куклите кои што ги најдовме и излезе многу интересна представа, која што после ја посветува сите мештани на селото. Така што за секогаш има по нешто да се каже и да се напише, само треба време и жаба. Јас, веќе привршуваме со овој портрет разговор, мислам дека направивме еден убав разговор кој што говори за вас лично и за вашето творештво, но на крајот од овој разговор имаме една практика, еден обичај со сите учесници во емисијата во потрага по вистинскиот збор. Изберете од овие наши фломастери боја, женско пенкало. Тука напишете го вашето име и презиме. Долу ќе го напишете денешниот датум, 2 октомври, а овдека ќе напишете една мисла и од сите овие подписи и пораки ние планираме да направиме една изложба, значи кои ќе бидат учесниците, но и кои ќе бидат пораките. Навистина, ова емисија веќе има голем број гледачи и јас како нејзин водител добивам пораки, реакции и тоа ме радува и еве вие напишавте вашата порака е време е и неколку, односно 3 точки. Најверојатно време е да ја завршиме со емисијава, но сигурно е време да се вратиме дома, но време е да размислуваме и за следната наша нова емисија и време е јас со рака, еве вака јавно, пред тебе гледачите да ви честитам за се досега што имате напишано, направено, создадено и само продолжете така да не радувате со вашите литературни, односно книжевни рожби, а ние да бидеме ваши читатели, како што велат сега современо, ваши фанови. Ви благодарам за вашето учество во оваа емисија. Благодарам за поканата.